Денеска на работниците кои се задолжени за одржување на хигиената во општина Газибаба им беа доделени нови униформи и заштитна опрема. Бројот на работниците за 6 месеци е двојно зголемен и сега изнесува над 70 лица, а оваа бројка ќе се зголемува поради потребите на 15 рурални населени места во општината. И според најавата на градоначалникот Борис Георгиевски, оваа бројка ќе достигне над 100 работници. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007, кои досега беа задолжени само за одржување на зеленилото во општината, од сега ќе имаат изголемени надлежности. Односно, под нивна надлежност ќе бидат спортските игралишта, водоводната и канализационата мрежа во руралниот дел во општината. Освен одржувањето на јавната хигиена во надвор од урбанистичкиот план на град Скопје и во урбаните средини, јавното предпријатие денеска стопанисува и со 2 водоводи, дополнително ќе работи со водовод во Раштак и во Булачани во едно дел кај што не се поставени водоводните водомери и шакти. Истовремено најавуваме дека јавното предпријатие ќе се занимава со останатиот дел на гранки во надлежност на својата дејност, а тоа е одржувањето на сите спортски терени кои што се во надлежност на општина Газибаба, како и нивно стопанисување, со цел истите да бидат во функција ставени и функционални во текот на целата година. Јавното предпријатие ќе биде една од препознатливите, би рекол, брендови на општината и најавуваме дека во текот на ова година во делот на инфраструктурата ќе се занимава со делот и на канализационите системи и на водоводните системи кои што се надвор во руралните населени места, а ќе бидат од капитално значење за самата општина и за управување на јавното комунално предпријатие. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 пред еден месец беше опремено и со нова механизација за поефикасно работење и уредување на општината. Набавени се косилки, рачен алат, багер, а ќе се набавуваат и дополнителни машини и опрема. Градоначалникот најави и дополнителни средства за јавното комунално предпријатие со ребалансот на буџетот во јуни, како и финансирање на предпријатието со самоодржливи активности на предпријатието кон други правни субјекти. Во рамки на јавното комунално предпријатие постои работилница за изработка на урбана опрема, корпи за отпадоци, клупи, мали фонтани, летниковци. Истата е опремена со нов алат за работа и урбаната опрема ја поставуваат на целата територија на општината.